Добар ден, го гледате првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Подготвивме информации за случувањата кои го одбележаа 6-тиот ден од август. Следи најава за дел од содржините. Денешната обемна операција на МВР резултираше со апсење на 9 осомничени за врабување борци за паравојните формации на Блискиот Исток. Уапсени и имам од Скопје. Берово наскоро ќе добие нова автобуска станица. Општинската власт ги утврдува деталите пред изградба според потребите на граѓаните. На плоштадот во Пробиштип ќе се постави споменик на Свети Гаврил Лесновски. Во тек се градежните работи на постаментот, а споменикот е донација од граѓанин. Во рамки на операцијата Келија, која се реализираше од рано утринава во Скопје, Гостивар, Тетово, Струга и Куманово, уапсени се 9 лица осомничени за организирање и врабување на припадници за паравојните формации на Блискиот Исток, а 27 се недостапни, соопшти на пресконференција министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Сите уапсени и осомничени се македонски државјани од различна националност. Собирањето на докази за овие случувања МВР вршело од септември 2014 до јули годинава. Утринава во рамки на антитерористичката акција извршени се 28 претреси во Тутунсес, џамијата во Скопје, во интернет кафето Fastnet и во просториите на две невладени организации. Министерот Чавков нагласи дека 20 од осомничените најверојатно се наоѓаат на боиштата во Сирија и дека во акцијата е уапсен и имам од Скопје, кој МВР го смета за еден од идеолозите за организирање и врабување на поединци да заминат во паравојни организации во кризните земји. Според информациите на МВР, околу 130 државјани на Македонија досега биле или се уште се наоѓаат на фронтовите во Сирија и Ирак. Црвениот крст организира донаторски акции за вода за пиење, средства за хигиена, храна и кебиња за поплавите кои го зафатија Тетовскиот регион. Собирните пунктови на Црвениот крст во Штип, каде денес требаше да се донира за оштетените од поплавите во Тетовскиот регион, не предизвикаа поголем интерес кај штипјани. Освен парични средства, не донираа ниту храна и вода, ниту средства за хигиена. Само монети тропаа во касичките на Црвениот крст поставени на трите пункта во Штип. Според учениците од Општинското основно училиште Ванчо Прке, волонтери во клубот на млади при Штипскиот Црвен крст, кои беа распоредени на пунктот во населбата Сењак, истакнаа дека жителите во овој дел од градот донирале само пари. Овде сме од 9 часот утрината, доваѓаат луѓе и не прашуваат зошто е донацијата, им објаснуваме зошто и донираат пари за само. Се интересираат и млади и возрастни, значи секакви. И за сега само оставаат пари. Да и се донира, да и се помогне, бидејќи многу е поплавено таму и не можат да си купуват од продавниците они сами. Истиот случај на пунктот кој е поставен на мини плоштадот во центарот на градот. И таму волонтерите на Црвениот крст рекоа дека мал е бројот на донатори кои претежно донирале парични средства. И дава пари и средства. Што најмногу? Па повише имаше пари. Возрастните дава пари и средства исто така дава. Третиот пункт се наоѓа во холот на општинската зграда, каде малите волонтери истакнаа дека хуманоста штипјани ја покажале во раните утрински часови, додека подоцна интересот се намалил. Беше многу заинтересирана, но сега е малце послабо, бидејќи повишта платија, донира и затоа сега е послабо. Пари, само пари, парични средства, ништо друго. Вода, храна не? Не се донира, може да донираат, но не се донирале никој. Она што го напомена Никола Камчев, секретар на Штипската организација на Црвениот крст, е дека освен парични средства кои подоцна ќе бидат префрлени на сметката на Фондот за солидарност, она што може да се донира е нерасиплива храна и тоа конзервирана, зејтин, брашно, макарони, граф, лекја, ориз, шекер, сол. Потоа вода за пиење и хигиенски средства.
Пунктовите на трите спомнати локации ќе бидат поставени во текот на утрешниот ден, а од Црвениот крст се надеваат дека кај Штипјани ќе се разбуди хуманоста и помасовно ќе им излезат во пресрет на настраданите за време на поплавите кои го погодија Тетовскиот регион. Сите заинтересирани кои сакаат да донираат исклучиво парични средства, ќе може тоа директно да го сторат на жиросметката на Фондот за солидарност на Црвениот крст на Република Македонија и на телефонските броеви за донации на трите мобилни оператори кои ги гледате на вашите екрани. Утринава околу 1 часот на улицата Кирил и Методи во Штип, двајца полициски службеници додека извршувале службено дејствие забележале како поголема група на лица сакале физички да се пресметаат. Полицајците презеле службени мерки за да не дојде до нарушување на јавниот ред и мир. Наедниот полициски службеник бил физички нападнат од МД, 56 години, неговиот син ДД, 18 години и АМ, 38, пошто го напуштиле местото на настанот. По кратко време МД и ДМ се пронајдени и приведени и со нив е извршен разговор, додека по АМ се уште се трага. По целосното расчистување и документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. Доењето на новороденчињата е неопходно во првите 6 месеци од животот, а докторите препорачуваат доење барем до крајот на првата година. Доењето обезбедува храна, хидратација, имунитет и емотивна стабилност кај бебињата, завршува Светската недела на доењето. Доењето е прва и основна храна на новороденчињата. Мајчиното млеко е најдоброто за детето, обезбедувајќи му се што е потребно за здрав раст и развој. Колку е важно доењето на детето е и одговор на одбележувањето на Светската недела на доење, која што оваа година се одбележува под мотото "Доење и работа да го направиме тоа реалност". Предностите кои се добиваат со доење на децата не се однесуваат само за нахранување на детскиот организам, туку доењето може да биде и лек, вели доктор Марина Гацова, педијатар на детското одделение во Штип. Предностите на храната, на доењето како храна за малите бебиња секако дека е огромна во однос на исхраната на децата по млечните формули. Млекото од мајката не е само храна, туку е исто така лек. Во него има многу материи кои што допринесуваат за здравјето на детето, го зголемуваат имунитетот на детето, го заштитуваат од заразните заболувања, овозможуваат добра хидрираност на детето, раст и правилен развој. Доењето на вработените мајки не треба да биде пречка, бидејќи медицината не учи колку подолго се дојат дечињата, толку е подобро, но сепак изборот е на самата мајка колку време ќе го дои своето дете. Статистиката покажува солидна бројка на мајки доилки со кои располага родилиштето во Штип. Нашите мајки, родилки, некаде над 90% воспоставуваат доење во првите 4 до 5 дена, односно во првите денови после породувањето. Подоцнежната статистика покажува дека до крајот на третиот месец кај нас се дојат околу 2/3 од децата каде се воспоставило доењето, а до 6-тиот месец само 1/3 од децата каде е воспоставено доењето на почетокот. Тоа укажува дека тие мајки кои дојат до 6-тиот месец, доењето го продолжуваат некаде до 9-тиот месец или во 12-тиот месец, а тоа секако зависи од условите во кои што живеат и работат. Токму поради тоа, годинашново мото од Светската здравствена организација од УНИЦЕФ во поглед на неделата на доењето е да се подкренат, односно да се подкрене бројот на мајки кои што дојат, а кои се вработени. Значи да им се даде поддршка на мајките кои што се вработени да го продолжат да го дојат своето бебенце и после продолжувањето на работниот однос. Мајките додека имаат можност треба да си ги дојат своите деца, како што посочи и доктор Марин, бидејќи има случаеви каде мајката многу рано доаѓа до пристанок на лачење на млекото од повеќе причини. Најчесто тие се однесуваат на хормонски пореметувања, грешки при процесот на доење, а во таков случај мајките треба да се придржуваат на лекарските совети. Со следниот прилог одиме во Пробиштип. Таму започна изградбата на споменик Свети Гаврил Лесновски. Во тек се градежни активности на поставување на постаментот кој е лоциран на градскиот плоштад. Споменикот на овој светец е донација од пробиштипјанец. Во моментот се изведуваат градежни активности на поставување на темел на објект постамент на спомен обележје на Свети Гаврил Лесновски. Локацијата на изградбата е на градскиот плоштад во Пробиштип. За таа цел општината распиша тендерска постапка. Со цел за да ги
реализира градежните работи на изработката на темелот, како и она што значи обложување на постаментот со мермер, како што тоа го бара проектот кој што претходно општината го изработи за таа цел. Значи, со економскиот оператор Евроградба инженеринг согласно склучен договор за градење, чинењето на поставувањето на постаментот заедно со обложувањето на мермер на истојот ќе изнесува околу 650.000 денари. Додека она што значи самиот споменик на Гаврил Лесновски како таков е донација од страна на лицето Чедо Петров и ќе биде поставен врз овој постамент што претходно спомнав дека го работи фирмата Евроградба. Споменикот како целина делумно е донација. Фундаментот и постаментот на споменикот го финансира општината, а сите градежни работи и поставувањето на споменикот се очекува да завршат до 28 август, во пресрет на христијанскиот празник Успенија на Пресвета Богородица, на празникот на градот. Новата автобуска станица во Берово ќе се гради според потребите на граѓаните. Општината е во фаза на избор на најсоодветна локација, која нема да биде проблем за нормално одвивање на градскиот сообраќај. Ќе добие ли наскоро општина Берово нова автобуска станица? Ова е прашањето кое само по себе се наметнува, откако веќе во неколку наврати градоначалникот Драги Наџински ја навести незината изградба. Главен проблем според него е изнаоѓањето на соодветна локација која би се вклопила во урбанистичкиот план и би била најидеално решение за граѓаните на Берово, без притоа сообраќајот да трпи последици. Ние во постоечкиот детален урбанистички план имаме локација за нова автобуска станица и тоа ми беше и во програмата да ја дислоцираме постоечката старата автобуска станица, зашто прави стварно сообраќаен метеж, тоа е тесно грло во сообраќајот по улицата 23 август и улицата Моша Пијадек, од каде сега минуваат автобусите, но сме на размислување и оваа сегашната постоечка нова локација сакаме повторно да измениме, некако за по наше размислување најдобро автобуската станица да биде на влезот на градот Берово, така да сметам дека повторно треба да правиме измена во ДУП-от и да извршиме експроприација на едно приватно земјиште за таму и да ја поставиме новата автобуска станица, зашто каде сега е предвидена со новиот ДУП, сметам дека повторно ќе има тесно грло во сообраќајот и повторно ќе има непријатности за луѓето кои живеат во околните згради каде што ќе биде автобуската станица. Така, кога би можеле да ја поставиме до градскиот стадион, тоест до спроти поранешна Пелагонија, мислам дека тоа е најсоодветната локација. Инаку автобускиот превоз во Берово е еден од ретките во истокот кој засега обезбедува прилично квалитетна услуга за граѓаните на Пијанечко-Малешевскиот регион. Со своите редовни линии, Беровчани се општина лидер во ваквиот вид на транспорт во истокот. Добивањето на нова автобуска станица би било само чекор плюс кон подобрувањето на јавниот транспорт на граѓаните од овој дел на Македонија. По најавата за изградба на мала хидроцентрала во туристичкиот комплекс Равна река Пехчево, во јавноста се пласираа информации за можна деградација на животната средина. Градоначалникот на Пехчево со факти од еколошкиот елаборат вели дека новата хидроцентрала нема да има значајни влијанија врз околината. Деновиве по медиумите се појави реакција од страна на сопствениците на викенд куќи и вили, кои што се наоѓаат во непосредна близина на местото каде ќе се гради хидроцентрала во населбата Равна река во општина Пехчево, дека овој проект е незаконски и дека на жителите ќе им се наруши мирот кој досега го имале, а дека ќе им се направи проблем со водата. Од општината преку писмено соопштение до медиумите демантираат се информациите што излегува во јавноста. Тие во соопштението објаснуваат дека изградбата на малата хидроцентрала ја врши компанијата Минка Енергетик ДОО од Скопје, а не општина Пехчево.
Министерството за животна средина и просторно планирање издала решение за одобрување на елаборат за заштита на животната средина и во него пишува: со ова решение се одобрува елаборат за заштита на животната средина од јануари 2015 година за проектот изградба на хидроцентрала Брегалница 329 во општина Пишчево за потребите на инвеститорот Минка Енергетик Довод Скопје. Од доставената документација констатирале дека со изградбата и работата на проектот изградба на хидроцентрала Брегалница 329 за производство на електрична енергија во општина Пишчево нема да има значителни влијанија врз животната средина. Инвеститорот се задолжува целосно и без исклучоци да се придржува кон пропишаниот режим и мерки за заштита предвидени во елаборатот за заштита на животната средина. За информацијата дека овој проект не минал на јавна расправа, од општината демантираат дека на веб страната на општина Пишчево било пуштено известување како и консултација со јавноста уште на почетокот на февруари оваа година, што по тоа известување граѓаните имале можност за истото да дадат свој став и мислење, но такво нешто од граѓаните не се појавило. Ја користиме оваа прилика да ви известиме дека ви стоиме на располагање на сите вас за било какви дополнителни прашања кои ќе придонесат во подобрување на целокупниот проект. А доколку сакате, можеме да договориме состанок со инвеститорот, со представници од министерствата надлежни за овој проект и представници од општината, па по тој пат на диалог да се отстрана проблемите и нејаснотиите, се вели во соопштението на општина Пехчево. Од утре започнува 21-то издание на манифестацијата Голачки фолклорни средби. Организаторите најавуваат учесници од повеќе држави од Балканот. 21-то издание на манифестацијата Голачки фолклорни средби подготвено да се запише во историјата на третата деценија од културните случувања во Делчево. Од општина Делчево како покровители ги покануваат граѓаните од регионот да бидат дел од традицијата која на планината Голак на 8 август на предвечерието на празникот Свети Пантелеймон собира и над 5000 посетители. Им сообштуваме и ги покануваме граѓаните на општина Делчево, на сите околни општини и сите добронамерници дека и оваа година традиционално на 7 и 8 август ќе се одржи меѓународната манифестација Голачки фолклорни културни средби. Манифестацијата започнува на 7 август со почеток во 20 часот на летната сцена во центарот на Делчево, каде што ќе настапат културно-уметничките друштва. А на 8 август традиционално се излегува на планината Голак, на летната сцена, на врвот на планината Голак, со почеток во 20 часот исто така, ќе настапат културно-уметнички друштва од сите земји гости и од Република Македонија. Присутни ќе бидат и делегации на градоначалници, гости на градоначалникот на општина Делчево. Организаторот Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров за првата фолклорна вечер на 7 август, наречена уште и Балканска плетенка, најавува и богата програма на летната сцена пред спомендомот Асном во градот. За оваа година се предвидени неколку фолклорни групи кои што за прв пат ќе учествуваат на овој фолклорен фестивал. Ќе имаме гости од Република Турција, од Измир. Исто така ќе имаме фолклорни групи од Република Словенија, од градот Вранско. Потоа фолклорна група ќе имаме гости од фолклорна група од Република Србија, од Стара Пазова и фолклорна група од Република Бугарија, од Сапареви бањи, со кои што имаме традиционално добра соработка. Воедно голем број на верници на празникот Пантелеймон вечерта ја поминуваат во црквата Свети Пантелеймон, која се наоѓа токму на врвот на планината Голак. Жителите на Хирошима денеска ја одбележуваат 70 годишнината од атомскиот напад што го изврши американското воено воздухопловство врз овој јапонски град на крајот од Втората светска војна. Атомската бомба само во Хирошима предизвика смрт на 140.000 луѓе. Премиерот на Малезија Наџиб Разак изјави дека француските експерти потврдиле оти делот од крилото пронајдено деновиве на островот Реунион на Индискиот океан бил од малезискиот патнички авион што исчезна пред повеќе од една година.
Вооружен маж е убиен од специјалните сили на полицијата откако ги нападнал посетителите на една киносала во предградието на градот Нешвил во сојузната американска држава Тенеси. Во овој инцидент 4 лица се повредени. Повреден е еден полицаец кој бил погоден во текот на престрелката меѓу специјалците и напаѓачот, кога тој бил и убиен. Напаѓачот во Тенеси започнал да пука за време на проекцијата на филмот Лудиот Макс. Започнуваат подготовките на ракометниот клуб Делчево за новата сезона. Сезона во која екипата од Делчево ќе се надпреварува во првата женска лига на Македонија, како и во женската пионерска лига, додека машкиот клуб ќе се надпреварува во кадетската лига. Ова сезона нашата екипа оди чекор понапред. Значи имаме 3 категории на екипи кои ќе се надпреваруваат во Македонската ракометна федерација. Оваа година нашата женска екипа преминува во прва лига. Се надеваме дека тие категории што работеа напорно веќе 5-6 години ќе дојдат во својот израз и ќе го покажат својот сјај и своите квалитети. Оваа година започнуваме и со машката кадетска лига. Имаме солидна екипа, генерација 98 година. Се надеваме дека ќе оставиме добар впечаток како почетници. Исто така мора да внимаваме и нашите подмладоци. Нашата женска екипа има свој подмлог, тоа се пионерките родени 2002 година и помлади. Работиме напорно на општа физичка припрема секој ден. Од сабајле работиме општа физичка припрема на стадион и во природа, додека во попланените часови работиме во сала на сила и брзина. Првите надпревари започнуваат околу 15 септември. Екипата од Делчево од 15 до 19 август ќе учествува на меѓународниот турнир Скопје 2015, турнир на кој што ќе учествуваат екипи од цела Европа. На тој турнир ќе настапиме со првата екипа, значи 98 година. Ланската година имавме солидни резултати, меѓутоа сега се надеваме дека ќе одиме исто така еден чекор понапред. Инаку надпреварувачката 2015-2016 ќе биде збогатена и со Вардар јуниор лигата, каде екипата од Делчево ќе игра со генерацијата 2000-2001. Викендот што следува ќе биде резервиран за официјалниот старт на новата сезона во првата македонска фудбалска лига. На самиот старт фудбалските фанови ќе имаат можност да уживаат во дерби пресметката помеѓу старите ривали Вардар и Шкупи, кој е прогласен за надпревар од висок ризик. Овој меч ќе се одигра на арената Филип II со почеток од 20 часот. 3 дуели од првото коло во недела ќе се играат во 17 часот и 30 минути помеѓу екипите на Шкендија и Младост Царев двор, екипата на Металург со екипата Силекс, Хоризонт Турново против екипата Ренова. Последниот надпревар во првото коло од новата сезона ќе се игра помеѓу Брегалница и Работнички поради настапот на фудбалскиот клуб Работнички во Лига Европа. Првиот надпревар Штипските сини ќе го одиграат на градскиот стадион во Штип. Ова е се во првиот дневник. Со нови информации се гледаме во 20 часот. Пријатно попладне со програмата на Канал Плюс.